и да врне и да вее за Вардар секаде се пее. Така беше и во Охрид против Воска, така е и денес на стадионот Маđари на надпреварот против Слога Виница. Очигледно дека шок поразот од Москва, вардарците успеа да го надминат, психолошки се вратија и во еден добар борбен надпревар, типично правенствен, успеа да ја победат Слогот Виница со 3:0 и на тој начин да го задржат четворот во трката во борбата за челните три позиции. По студено и малку ветровито време на време и дождливо по еден терен кој не беше баш многу пријатен за игра, избраниците на тренерот Боман Ганчаров сепак изиграа коректно, добро и со 3 постигнати гола успеа да ги израдуваат оние 300, можеби 400 гледачи кои денеска дојдоа да ги бодрат, а секако и најверната навијачка група Комити, кој овој пат исто како и во Охрид против Воска беше тука да им даде подршка на своите миленици. Почита кон навивачите и обостраната, ја гледам и во овој момент. Навистина една прекрасна слика, една добра емотивна слика. Веќе сме навикнати на ова, меѓутоа со ова се потврдува големината на Вардар, гордоста на навивачите и не попусто еден од повозрастните љубители на фудбалот кој денес беше овде на стадионот ги спореди Комитите со навивачите на Ливерпул, односно дури рече дека верноста на Комитите е поголема. Во смисла на слоганот никогаш нема да чекорите сами она што го пеат навивачите на Ливерпул, а Комитите знаат да кажат и кога губите и кога победувате. Ние сме со вас. Студено. Студено е на Борис Трайковски на стадионот, но еве и сами слушате веќе како надпреварот против Слога Виница да е завршен и во буквално и во преносни смисла и во фигуративна. Навивачите веќе повикуваат на нова инвазија во Струмица на надпреварот против Беласица, која е веќе за 3 дена во сабота 29 април. Да кажеме збор два за стрелците, значи првиот гол и резултатот отвори Жогле во 26-та минута по една грешка на потесната одбрана на Слога Виница. Шпиц напаѓачот на Вардар добро се снајде, стрча во празно, го заобиколи гостинскиот голман и лесно рутинирање пласираше по земја топката во мрежата. Во 47-та минута Николовски постигна втор гол за Вардар по една добра, брзо одиграна акција на напаѓачите на Вардар, а конечните 3:0 ги постави Роберт Мите во 54-та минута. До крајот на првиот вардарците имаа уште неколку шанси и упатија и неколку удари од далечина по ова лизгава трема, по овој лизгав, но сепак пристоен терен со оглед на денешните врнежи во Скопје, но сепак не успеа да постигнат гол. Гостите од Виница коректно играа, на моменти се обидуваат да нападнат кон голот на Гачевски, меѓутоа тоа беше се што успеа да направат. Резимето би било 3 нови бода за Вардар со 3 гола, еден во првото и 2 во второто полувреме. Ако ме нема да си на три нови бода и зацврстување на третата позиција на второлигошката табела со демнење на второто место и очекување на резултатите од конкурентите. Вардарците остануваат на прволигашкиот колосек, како и да е, има уште 4 кола до крајот и неизвестноста продолжува. Вратата од првата лига останува отворена за Вардар.
Da, inače postao deskarnica.
Tako se